Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говориме за гихт. За да го објасниме гихтот, мораме да започнеме од метаболизам на моќна киселина или пак наречена и уратна киселина. Во ред, во телото ги имаме овие молекули кои се наречени пурини, кои се всушност хетероциклични молекули кои содржат азот. И они влегуваат во градбата на многу молекули во телото, како нуклеинските киселини, значи ДНА, РНА, тука се во градба на нуклеотидите, така, значи во градба на кофакторите, НАД, и така натаму, и во градба на молекули кои ни даваат енергија, како АТП, ГТП, АДП, АМП, ГДП и ГМП. Поред, значи вакви молекули во телото, вакви пурини, се аденин и гванин. И тие подлежат на низа биохемиски реакции катализирани од ензими, кои нема сега ги разгледуваме како сушто се синтетизираат и како се деградираат, но крајниот продукт ќе биде моќна киселина. Во ред, моќната киселина кај нас, кај луѓето, не се деградира понатаму, бидејќи го немаме ензимот уриказа. Во ред, го имаме во многу мали количини, така што исто како да го немаме. Поради тоа, моќната киселина влегува во крвта. Океј? И сега, од хепарот, каде што се случува овој катаболизам на пурини, моќната киселина патува до бубрезите, така значи стигаме до нефронот, имаме тука гломерул, Бауманова капсула, имаме проксимално тубули каде што 98 до 100% од моќна киселина која пристигнува е реабсорбирана. Во ред, значи само околу 1 до 2% не се реабсорбира и се заминува нели преку дисталното извиено каналче и нели преку собрени канали и на крај завршува во урината. И овој 1 до 2% од моќна киселина кој завршува во урината е всушност 70% од исфрлената моќна киселина. Во ред, додека 30% всушност се исфрла, односно се обработува преку уроколиза со помош на ензими урикази кои ги има во бактериите во нашиот гастроинтестинален тракт. Во ред, значи имаме бактерии кои го содржат ензимот кој може да ја разгради моќната киселина. Но може да забележите дека најголем дел од моќна киселина се реабсорбира, поради тоа нема многу големо исфрлање, односно може многу лесно да дојде до хиперурикемија, каде што ќе имаме многу висока концентрација на моќна киселина во крвта. Океј? Е сега, нормално треба кај машките да биде концентрацијата на моќна киселина во крвта од 182 до 403 микромоли на литар. Океј? И ова ќе зависи од литература до литература, исто и за женските, од 134 до 337. Забележувате дека кај машките има нешто повисока концентрација, но повторно овие бројки ќе зависи од литература до литература и зависи која мерна единица се користи. Како и да е, со возраст, така со старење, кај машките многу малку се намалуваат овие референтни вредности, односно се намалува концентрацијата на моќна киселина, додека кај женските се зголемува со староста. И некаде околу времето, околу 50 години, кога женските ќе поминат веќе низ менопауза, се доаѓаат двете вредности близу една до друга. Океј, значи прилично и женските и машките имаат иста концентрација на моќна киселина во крвта. А кај бебињата интересно дека започнува со многу висока концентрација, па со тек на време, нели, тоа се намалува и стигнува до некоја нормална вредност. Исто така интересно да се помене дека концентрацијата на моќна киселина во крвта зависи и од времето на денот. Генерално, преку ден имаме повисока концентрација на моќна киселина во организмот, додека преку ноќ имаме пониска. И ова треба да се земе во обзир, така кога се прават анализи. Но генерално биќе анализите се прават нели наутро, така што е исто за сите. Сега спомнав дека, бидејќи многу малку се исфрла моќна киселина, тоа значи дека многу е лесно да завршиме со хиперурикемија, така значи многу зголемено концентрација на моќна киселина во крвта. И ова може да трае со многу години, така значи 20-30 години може да трае асимптоматски. Значи нема да имаме никакви симптоми дека имаме зголема концентрација на моќна киселина, нормално сега зависи колку е зголемена, но генерално нема симптоми. Е сега, моќната киселина сама по себе не е многу растворлива во крвта, бидејќи крвта има pH околу 7,35. Во ред, поради тоа, кога ќе се
најде во ваква средина, таа станува ионизирана, така, и поради тоа прикачува натриум. Океј, значи натриум се прикачува на уратен јон, бидејќи ќе стане дека јон ќе биде негативен кислородов, натриумот е позитивен и ќе се прикачи и добиваме нешто што се нарекува мононатриум урат. И сега оваа мочна киселина почна да гради кристали. Бидејќи не е растворлива, а ја има во многу голема количина, почнува да гради кристали. И ова е многу например често во органска хемија, сигурно сте виделе процес на кристализација, кога имаме хиперсатуриран раствор, така значи презаситен, и при некакви нечистоти може да се појави кристализација. Во ред и тоа се случува, мочна киселина го образува ваков мононатриум урат кристал и тие кристали сега ги имаме во крвта. Океј. Тие кристали си патуваат низ крвта и не се знае зошто некогаш ќе почнат да таложат во зглобови. Океј. Сега овдека не е нацртана капсулата, така немаме синофијална течност, немам тоа нацртано, значи овие двете бели се коски, една коска и друга коска, и се ова е да некоја си начин репрезентација на зглоб. И овие кристали почнуваат да таложат кај зглобовите. Се смета дека поради промени во pH, така ако има драстични промени во pH, ако има промени во температурата постојано, трауми, така значи повреди на местото, бидејќи кога имаш повреда, ќе направиш мали фрагменти од коска, кои ќе бидат основи на кои може да се прикачат кристалите. Океј? И може да почне да таложат. И особено тоа да се случува на места така кои што нема многу циркулација, за да ги измие на некој начин кристалите. Сега, кога ќе почнат да таложат, ќе дојдат различни имуни клетки, ќе разгледаме ова малце полуцно во видеото. Генерално макрофаги ќе дојдат, ќе повикаат и некои неутрофили на местото каде што таложат и ќе пробат да ги фагоцитираат кристалите, но нема да баш да бидат успешни во тоа, бидејќи не е така лесно, многу и од клетки ќе умрат при тој процес, така бидејќи кристалите може да бидат и оштри, да ги дупнат клетките. Но како и да е, ќе се потекне едно воспаление, така значи макрофагите ќе излачат цитокини, тоа ќе повикаат други клетки, неутрофили, па и тие ќе излачат цитокини, ќе се ослободат најразлични молекули, проинфламаторни молекули и ќе дојде до воспаление, болка и така натаму. Во ред. Сега. Главната причина поради која доаѓа до акумулацијава на кристали беше да имаме урикемија, односно зголемено количество на мочна киселина во крвта. Прашање е сега, што доведува до таа состојба, што доведува до хиперурикемија? Постојат повеќе фактори. Логично е да се размисли на следниот начин. Ако имаш многу мочна киселина во крвта, или многу ја создаваш, така, или не ја испрлаш доволно. Тоа се двете најочигледни работи кои можеш да ги заклучиш. Сега, може да стане малце покомплицирано тоа, да имаш зголемено ендогено создавање на пурини. Значи, твоето тело создава повеќе пурински молекули, кои понатаму ќе подлежат на катаболизам и ќе бидат конвертирани во мочна киселина. Значи, или создаваш повеќе пурини, или пак, што е многу честа причина, се внесуваат многу пурини. Океј, значи пурините ги имавме во АТП, ги имавме во ДНА, така значи ги имавме во НАДП и така натаму. Сега, генерално храна која ги содржи овие молекули, ќе содржи многу пурини, кои ќе треба да бидат деградирани од страна на хепарот. Таква храна е, например, месото. Зошто? Бидејќи месото е всушност мускул, мускулните клетки знаеме дека се полинуклеарни, така значи содржат повеќе јадра, бидејќи им треба повеќе генетски материјал за да направат повеќе протеини. Така значи мускулот е протеини. Сега, ако содржат повеќе јадра, тоа значи дека содржат многу генетски материјал. Значи месото содржи многу ДНА. Сега таа ДНА, иако е сварено месото, таа е деградирана, нема врска, пуринските молекули пак се тука, нуклеотидите пак се тука. На концентрација мочна киселина е зголемен катаболизам на пурини. Сега, кога ова би се случило? Например, при хемо и радиотерапија, каде што имаме убивање на многу голем број клетки во организмот, така генерално хемо и радиотерапијата го убиваат канцерот, да, но ги убиваат и нашите клетки, особено тие кои брзо се делат, така пера клетките на
косата, така на хепарот, кој што многу брзо се дела, така што многу клетки ќе изумрат. Сега, кога изумираат сите тие клетки, нормално нивниот генетски материјал треба да биде разграден и преработен. Во ДНК на сите тие клетки има пурини. Сега тие кои ќе бидат преработени, така ќе се зголеми нагло концентрацијата на мочна киселина. Исто така, има и други состојби кои би довеле до брза загуба на телесна маса, генерално се мисли на мускулна телесна маса. И сега ти ако изгубиш многу мускулна маса, така например при големи гладувања, во тој случај целиот тој мускул што ќе биде изгубен, сите тие мускулни клетки кои ќе изумрат, ќе треба да бидат деградирани сите нивни материјали. Сега, како што реков претходно, мускулите содржат многу јадра. Океј. Сите тие јадра содржат генетски материјал и се тоа ќе треба да биде деградирано, така што многу пурини од еднаш ќе бидат катаболизирани и ќе се зголеми многу концентрацијата на мочна киселина, а бидејќи многу споро се губи, тоа ќе остане прилично долг временски период. Сега, и при губење на масти, ова може да се случи, но генерално кога губиш масти, масните клетки остануваат, само што се намалува нивниот волумен, но и тогаш, така значи кога се губат многу клетки, има многу молекули кои содржат пурини, така АТП, различни кофактори и ДНК, кои ќе бидат деградирани до мочна киселина. Некои лекови исто може да го зголемат катаболизмот на пурини. И интересно е постојат некои генетски предиспозиции, значи генетски заболувања, како Леш-Ниханов синдром, кој се сретнува кај машки, каде што има отсуство на следниот ензим, значи хипоксантин, гванин, фосфорибозол, трансфераза. И ова е ензим кој што овозможува пурините повторно да создадат нуклеотиди, па нуклеински киселини. Така, овдека например на шема ме е нацртано дека нуклеински киселини, нели, даваат пурини, но истото може и да обратно, така од пурините ти можеш да направиш пак нуклеотиди кои ќе бидат искористени повторно за градење на ДНК, РНА и слично. Епа, овие индивидуи им фали овој ензим, така што обратниот процес не може да се случи. Океј, значи пурините не може повторно да направат нуклеински киселини. Сега, ако не може тоа да се случи, тоа значи дека целиот пурин што го имаш, сите пурини мора да бидат деградирани до мочна киселина, така бидејќи немаат повратен чекор. И поради тоа има доста зголемување на концентрацијата на мочна киселина. Иначе некои ризик фактори се алкохол, дебелина, кои влијаат врз метаболизмот, така што се зголемува количината на мочна киселина. Океј, ајде сега да видиме малку подетално како се карактеризира гихт. Како што спомнав претходно, хиперурикемијата може да трае 20 до 30 години пред да се манифестира гихт. Значи 20 до 30 години трае асимптоматски. Но интересно е дека некај сите луѓе кои имаат хиперурикемија 20 до 30 години се развива гихт. Значи кај некој се развива, кај некој не. Зошто е тоа така, не се знае. Се смета дека, како што спомнав претходно, дека е поврзано може и со промени на pH во одредена средина, или пак трауми, например на прстот имаш траума, си се повредил нешто, како и да е. И заедно со хиперурикемија можеби ќе се развие гихт, нели, во тој зглоб. И развивањето на гихт не е на некој начин постепено, не го осеќаш постепено, симптомите не ти доаѓаат постепено, него доаѓа акутно. Така, например, се будиш еден ден и имаш силна болка, првично се јавува обично на првиот метатарзален зглоб, значи кај палецот, кај ногата, и го гледаш отечен, тие боли многу, како да е во оган, се опишува како многу е како топол го осеќаш. Значи акутно е, нема да биде како денес малце ме боли, утре малце повеќе, па со тек на време ќе боли многу, него акутно е. И овие се нарекуваат акутни артритични гихт напади. Во ред, каде што имаме воспаление, нели, воспалението е предизвикано од сите овие имуни клетки тука кои пробуваат да го решат проблемот, а наместо да го решат проблемот, они стануваат дел од проблемот. И они цело време секретираат проинфламаторни цитокини и доаѓа воспаление. Така воспалението се карактеризира со отекување, така, значи болка, црвенило, тука е поттопло местото, има функција леза, така, значи нарушена функција на зглобот. И ова воспаление може да трае со денови, дури и недели. Сега,
Као што спомнав претходно, се јавува генерално на првиот метатарзален зглоб, значи кај палецот на ногата, и правична или моноартикуларна, значи на еден зглоб. Но може да се повторуваат овие акутни артритични гихт напади неколку пати, бидејќи трае денови и недели, па ќе се повлече, па после некое време повторно ќе се појави и да почне да стануваат полиартикуларни. Така, значи генерално на зглобовите на лактите, на колената, на зглобот на стапалото и на зглобот на рачниот зглоб. Тука. Океј. Че генерално таму се јавува или пак на метакарпалните зглобови. Значи не мора да биде само на еден зглоб. И со тек на време, као што се појавуваат вакви повеќе гихт напади, се развива всушност хроничен гихт, кој може да доведе понатаму до артритис, до ткивно штетување и ќе почне се развиваат тофи. Значи тоа се како оттечени, подуени делови околу зглобовите, изгледаат нали бурзитис. Ќе се развиваат и бубрежни камења, бидејќи овие натриумови уратни кристали ќе ги прават овие кристални акумулации, дури во бубрезите ќе се направат натриумови каменчиња и ќе се развијат и нефропати, така ќе се оштетат бубрезите, тоа може да доведе понатаму и до други компликации. Во ред. Сега, како се лечи гихт? Не се лечи генерално како со еден лек, ти го давам овој лек и готово се помина, него првично се препорачува промена во исхраната. Така значи да не се консумира толку месо, да се намали исто на некои овошји или зеленчуци, треба да има одреден диетален план кој треба да се следи за подолг временски период, така што се намали количеството на мочна киселина во организмот. При кога ќе се случи акутниот напад, се препишуваат нестероидни антиинфламаторни лекови, така со цел да се намали воспалението, да се намали болката, и може и да се даде ксантин оксидазен инхибитор, како например алопуринол, и овој влијае така што, ако идеме овдека погоре, видовме дека пурините идат овдека низ низа чекори стигнуваат до мочна киселина. Ева пред да преминат во мочна киселина, овдека имаме ксантин. Сега, ако го инхибираш ти овој овдека ензим, ксантинот не може да премине во мочна киселина. Така што ако овој овдека ензим не работи, нема да правиш мочна киселина. И лекот влијае компетитивен инхибитор за овој тука ензимот. Не знам дали е компетитивен, можда е некомпетитивен, како и да е, инхибитор е за ензимот и нема да се создава мочна киселина и на тој начин ќе се реши проблемот, али тоа не е трајно решение, така треба да го примаш лекот. Главно се регулира, како што реков, преку промена на исхраната на долги временски периоди. Сега во клиничка пракса како се одредува, постојат повеќе методи. Еден метод е со користење на ензимот уриказа, така спомнав дека овој го има во бактериите кои живеат во нашиот гастроинтестинален тракт, но го имаме и ние во мали количини. Како и да е, овој ензим може да се користи така што уратната киселина, например од серумот или урината која ја користиме како примерок, преземаш урина или серум од некој пациент, и уратната киселина која ја содржи, така ќе реагира заедно со вода и кислород во присуство на овој ензим ние кој ќе го додадеме, така ние ќе го дадеме со ензимот, ќе се создаде алантоин, CO2 и H2O2, значи водороден пероксид. Сега, овој водороден пероксид ќе реагира со едно соединение кое вдека е бележено од ТБХБ, но целото име е всушност 2,4,6,3 бромо 3 хидроксибензоева киселина, значи долго име, и 4 аминофеназон. И кои ќе реагираат во присуство на пероксидаза, се добива хинонимин, вода и ХБР. Сега, овој хинониминов може да подлежи на спектрофотометриска анализа на 512 нанометри и интензитетот на обилувањето или што ќе се добие соодветствува на тоа колку сме имале уратна киселина на почеток. И се прави пресметка, али генерално е еден со еден, бидејќи една уратна киселина дава една молекула H2O2, една молекула H2O2 дава една молекула хинонимин, така што е прилично едноставна пресметка спрема колку ќе биде апсорбцијата, апсорбциониот моларен коефициент треба да се знае и така натаму и така натаму. Тоа е
Веќе не интересира математиката, како ќе се одреди, но ќе се одреди и ќе се види дали е во нормалните параметри или е зголемена концентрацијата. Океј, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.